civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Гледаме дека има многу дезинформација и пропаганда. Што ќе ни кажете, од каде мислите дека доаѓа, дали ја има како прво и од каде мислите дека доаѓа и што се прави околу тоа? Па не само што има дезинформација и пропаганда, таа обично доаѓа од некои центри на моќ кои што секогаш се поврзани со тие антиевропски и клаустрофобични приказки кои што се внатре во земјата. Тие секогаш се поврзани со некакви спинувања околу традицијата, а никогаш не се приказки кои што се широки, кои што се отворени и секогаш стално сме ние нападнати од некого. Така беше приказката, да речеме, со мигрантите, така е приказката со некои странци, таа ксенофобија и хомофобија ве гледаме сега со ЛГБТ правата, дека секогаш тоа традиционално ткиво, кога е затворено во себе, секогаш е нападнато од некои странски позиции, а арнама тие се најчесто дезинформации. Значи земјата има две опции, или ќе се затвара, или ќе се отвара. Сите што се плашат од таа култура на отвореност, најчесто од тие сајтови и од тие медиуми најчесто доаѓа пропагандата и дезинформациите. Значи она што е ултраконзервативно, она што е затворено во себе, тоа секогаш се плаши од отвореност, од широчина и тука ги детектирам дезинформациите и пропагандата која е поприлично брутална и секогаш е персонализирана на лична основа. На гласникот, на оној кој зборува, секогаш е нападан на лична основа. Аха, вие сте соросоиди, аха, вие сте платени од Западот и така натаму. Значи тука ги приметувам тие дезинформации кои што ви велам и повторувам, секогаш се персонализирани, а никогаш не се за некое општо добро, некое инклузивно добро. Ние имаме и политички пропаганди внатре во нашата држава, меѓутоа сега и со војната во Украина, руската агресија во Украина, доаѓа една друга пропаганда која што гледаме дека се шири и ќе се шири уште повеќе. Па многу е комплексна ситуацијата и повторно идеме во онај бинарен свет измеѓу истокот и измеѓу западот. Ако сте приметиле, на 24 февруари пред Путин да влезе во Украина, он им го негираше јазикот, им го негираше националниот идентитет, со тоа што пред да влезе и да ја нападне Украина, он јасно им рече дека вие практично не сте украинци, туку сте руси, а делови од Украина кои што ги поврзувате дека се украински, тоа не се на Украина, туку тоа се на Германија и директно реферира за онаа царска Русија и тој бран од Украина и Русија во тој конфликт почнува да се слева и на Западниот Балкан и истите реторики се поврзуваат, гледате и со случајот со Бугарија и тие нас ни го негираат под иста инерција како што Русија влезе во Украина, на ист принцип бугарите ни го негираат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа се едни конфабулирања кои што можат само да предизвикаат војни на некои војни. Што значи дека не е асоциација, туку е веќе модел. Не само тоа што е модел, туку тие идентитетски политики се секогаш исти секаде и за сите времења.